Македонскиот правосуден систем подлог период се соочува со недоверба. Бавни судски предмети, одоговлекување на судски случаи. Дури имаше случаи кога предмети се чуваа во фиока со цел тие да застарат. Компарации и искуства, македонското правосудство и хрватското. Во ово издание на тренинг соговорник ќе биде универзитетскиот професор од Правниот факултет во Загреб Александар Маршавелски, кој впрочем предава и кривично право. Добро дојдовте во емисијата, професоре. Добар ден. Ретко сте во Скопје, па еве имаме можност да поразговараме околу тоа како Хрватска ги спроведе реформите во делот на правосудството. Еве и причина за тоа што сум тука е еден проект за ефикасност на судството. Тоа е еден европски проект, Кост акција, и сега имаме состанак на Правен факултет во Скопје, каде што ќе компарираме заправо европските искуства за ефикасност на судството. Тоа е еден интердисциплинарен проект и тука има и правници, али има и заправо многу економисти, за тоа што се заправо прашање за ефикасност е и економско прашање. Значи, тука имате инпут, значи колку предмети се, колку имате вработени во правосудниот систем, колку пари, колку е буџет, и онда се гледа дали е тој систем ефикасен или не е и како да се заправо направи модел кој ќе обезбеди ефикасност на системот. Се разбира дека и тука се и користат и математички формули. Меѓутоа, јас секогаш кажам дека не може само број на решени предмети да биде единствен показател за индикатор за ефикасност на системот, бидејќи мора да се гледа и квалитета. И ние имавме на некои судови во Хрватска у неколку години постигната голема ефикасност. Например, се сеќавам дека Управен суд на Република Хрватска имаше едно време преку 30.000 предмети заостанати пред едно 15 години и за неколку години, за 4 години се тој број намалил на 2000, само 2000 заостанати предмети. Тука навистина се затворија многу тие стари предмети, меѓутоа проблемот беше што правдата не беше квалитетна. Значи, образложење на тие пресуди беа некакви, да така кажам, шпранци. Значи, беше веќе од напред заправо одредени образложења, типски образложења за одредени предмети и фактички ги менувате имења на странки, записникот се препишува, значи сужеток на записникот, и тоа е сега пресуда. Мислам дека тоа не е добро. Колка е довербата на хрватските граѓани во правосудството, во судскиот систем во Хрватска? Значи, хрватскиот судскиот систем стана поефикасен, али довербата например, од пред 20 години. Што беше рецептот за поефикасен правосуден систем во Загреб? Значи, во Хрватска беше дигитализација. Дакле, сега имаме електронички систем за водење на предметот. ЕСПИС се вика, е предмет во Хрватска. И полесно се заправо прати, значи, поминување на предметот, не е сега да седи у некоја ладица и сега не знаете што се случува, него се дигитализирано и се знае ако некој предмет стои, тоа се види во системот и председател на судот ќе реагира, ќе каже зашто овој предмет стои, значи мора да поминува. Значи тоа е навистина постигнавме еден добар ниво, мислам, во Хрватска на ефикасност, меѓутоа квалитета не е подобрена. Уште треба и Хрватска да работи на тоа да тие пресуди бидат поквалитетни, затоа да граѓани веруваат дека правдата е постигната со тие пресуди. Во Хрватска се водеа големи судски процеси против хрватскиот тајкун Тодорич, екс-премиерот Санадер. Колку хрватското судство е ослободено или е под надзор на политичките и бизнис влијанија?
Pa v momentu imame izbor na nov predsedatelj na Vrhoven sud i toj izbor da tako kažem, nije imame kohabitacija među Milanović i Plenković i oni treba da se dogovorat ko će bude nov predsedatelj na Vrhoven sud. Taka beše i porano. Tako da u ta hijerarhija, sudbena ta hijerarhija, možem da kažem deka nema politički vlijanja v smisla deka jedna partija dirigira što ke se pravi. Zapravo u Hrvatska je problem i to je da osim uticaj na Vrhoven sud preko izbor na predsedatelj, faktički politika nema mnogu možnost da utiče na sudski sistem, znači na sudska ta vlast, zato što je to jedan zatvoren sistem. Faktički sudi birat sudi i educirat sudi najmnogu i to je jedan zatvoren sistem. Malce, moram da kažem, i politika izgubi kontrola od sudski sistem i zato se tu javuvati tije problemi so kvaliteta. Kad ono del kaj što politika ima golem uticaj, je izbor na glaven javni obvinitelj v Hrvatska i tuka je izbran čovjek koji je blizok na vladajačka partija i koji faktički koristi svoja mok na ta pozicija da gi štiti političarite od vladajačka partija, a momentalno imamo golemi otvaranje na mnogu predmeti protiv opozicijski političari i za nekoj mali, moram da kažem, da li to ovo Hrvatska ne se doživa kako svojeviden politički revanšizam? Pa, kaj nas nema revanšizam zato što nemaše jedno veke podolgo vreme, nemaše smena na vlast. Od veke 10 godini je ista partija HDZ, Plenković je na vlast veke 10 godini vo Hrvatska, skoro 10 godini i tuka nema revanšizam vo ta smisla. Međutim, ima zapravo saka da se koristi zapravo otvaranje na krivični postupki otvaranje na istragi protiv opozicioni političari i nivnite, da tako kažem, členovi na nivnito semejstvo. Imam jedan slučaj na političarka čiji maž je sega pod istraga, koji beše i absent, beše i pritvor. I to se gleda kako mnogo problematično zato što se raboti za nekakvi mali, da tako kažem, prašanja povezani su nelegalno gradenje, na primjer, znači dobivanje nekakva dozvola, kaj što je prašanje ili kupovanje neko državno zemljište koje i drugi kupovale pod nekoja poniska cena, tako da ne se gleda kako on točno utical, na primjer, neko od tije političari da dobijat nekakva beneficija. Se gleda deka dobile neka povoljna situacija, ali to se raboti za navistina mali sumi, za razlika od golemi koruptivni aferi za koji sega malce se zastanato. Znači, v poranešni period imavme poviše ministri protiv kojih se otvoreni koruptivni aferi i krivični postupki protiv njih, a sega je to malce zastanato, zato što vladajačka partija je postavila nov javen obvinitelj koji treba malce da gi zaštiti, da tako kažem, vladajačka partija i to je sega, v ta smisla sme vo loša faza, da tako kažem. Profesor Maršavelski, v Makedoniji so sekoja promena na vlasta se najavljat reformi v makedonskото правосудство. Еден период се зборуваше за потребата за ветинг во судството. Потоа се промовираше идејата за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители како резултат на ниската доверба прво на телото кој именува и разрешува суди. Кој е според вас рецептот и какви реформи би требало да се спроведат за да се врати или да се подигне довербата кај делителите на правдата? Pa mislim дека je golem rizik da se odi u nekoj dramatični reformi, da se pravi nekoj čistki, da tako kažem, da se odredeni
da golem broj na sudi, da se frli nadvor pa da se nekoj novi luge postavati na nivno mesto. To tako iskustvo imaše Hrvatska vo 90. godini i to beše lošo, zato što se vrabotija vo jedan period golem broj na luge, a nemaše toliko golem broj na kvalitetni kadrovi za da bidat sudiji. Znači, ne može so jedna radikalna reforma da se nešto popravi. Spored moje to mislenje je važno da se obezbeda dobri uslovi za sudiji da rabotat. Važno je da gi se educira, znači da site sudiji imat redovni edukaciji i da im se pomogne zapravo koga ima, bideki imat postojano nekoj reformi zakonite se menovat i da ne bidet to, da građani ne bidat da taka vikam pokusni kunići da se na njih testira nov zakon, nego to je važno koga se menova zakon da se napravят nekoj pilot projekti i da se prvo vidi kako zakon može da se primjeni vo neka testna faza, a onda da stvarno počne da se primenova i togaške imame po kvalitetna praktika od početok. Bidejki koga se zakon menova, ako loša praktika počne loše tolkuvanje na zakon od početok, koji zakonodavec ni ne sakal, ne beše ni ideja na odredena izmena da se nešto lošo sluši so odredena reforma, a to često se slučava za žal, so dobra ideja, ali so loša primjena na kraj. Znači da imаме kvalitetna edukacija na sam početok i tije pilot fazi na primjena na zakonot, pred da se zakon primjeni na građanite i togaš, znači so podignuvanje na kvaliteta, ke se podigne i doverba na građanite vo sudski sistem. A se razbira i od druga strana treba i da je sistem odbide poefikasen, znači tu je ključna digitalizacija, znači važno je da imame jedan kvalitetan sistem, zapravo elektronički sistem za vodenje na predmetite i da im pomogneme na sudiji da zapravo pobrzo rješavati preko toj sistem zapravo. Во Македонија ќе биде донесен нов кривичен законник, откако во текот на мандатот на претходната влада предводена од СДСМ се направи измени на кривичниот законник со кои дел од предметите кои ги водеше тогашното СЈО застаря, дел од случаите беа, дел од казните им беа намалувани на дел од случаите кои беа водени против осомничените лица. Каков кривичен законник би бил веродостоен или каков кривичен законник е потребен за земја аспирант за членство во Европската унија? Pa ja smislam deka je stvarno sramno to što se sluči, su namaluvanje na kazni za korupcija i za da se predmeti od SEO da se frlatu zastara, to je mene mi je, ja sam to gledal od Hrvatska i mene mi beše neverovatno da građanite koji protestirale zapravo koga bombite bea objaveni, izlegla na ulica i uspjale zapravo da smenat ta vlast na Gruevski i da se pokrenati je postupci protiv nego i drugi te involvirani u ti aferi. I posle toga, znači, koga se parlamentot, koga sobranje to reši da namali kazni, da gi frli site predmeti u zastara, građanite gledale kako nemokno faktički kako se to slučuva, a moje mišljenje da kad trebaše da izleza togašna ulica, evo gledate vo Srbija što se slučuva so studentite, znači mislim da kad mladi luge morat da gledat, osobeno studenti, deka imat mog da nešto i da smena. To se vidi, ja verujem da ovoj protesti vo Srbija ke bidat uspešni i imaše inicijativa posle Kočanska tragedija da se studenti poviše involvirat po sličan model so plenumi kao vo Srbija, međutim, u određen moment
to zastanато, zato što pravosudni sistem Makedonija rešil da, mislim, mnogo se angažiralo oko postupci vo tije slučajevi, vo toj slučajna kočanska tragedija i togaž studenti zastanali. Ali oni trebaše da reagiraju togaž, pogotovo na pravni fakulteti vo Makedonija, znači da se involvirat, znači koga se slučava nešto tako važno, znači a tije bombi bea prelomen trenutak, znači za Makedonija da se smeni korumpirana vlast i trebaše građanite da reagirat i da i studenti i site da izlezat na ulice i vi kad na sobranjen ovo ne možete da pravite, bez razlika što dve glavne partije se dogovorile za to, za ta zastara, ali građani trebali da poručat, nije nema da dozvolite to. На петок 13 следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување за 7 дена во исто време. Во меѓувреме може да не читате на trilling.mk.